А во продолжение отвараме тема и советуваме да бидете попредпазливи кога станува збор за интернетот, трансакциите, кому да верувате, но и примамливи пораки кои што можеби сте ги добиле. Еве една од нив, како вовед во разговорот. Порака која што од непознат испраќач пристигнува, вели: го нудам моето пријателство и верувам дека ќе ме прифатиш со добро срце. Бев притиснат да контактирам со тебе и да видам како најдобро може да си помогнеме. Јас сум господинот тој, кој што сум службеник во банка во Турција. Вели, верувам дека Божијата желба сега да налетам на тебе. Понатаму се додворува на испраќачот, вели дека конкретно на човекот на кој што испраќа пораката, вели дека тој е наследник на човек кој што оставил во банката наследство од 15 милиони и 500 илјади американски долари. Вели, вие сте човекот, имаме и слика од оваа порака која што јас и вија пренесувам во целост сега, ќе имате можности да ја погледнете дека е вистина ова што зборуваме. Вели дека, еве таа порака, вели дека тој по службено патување кое што го имал надвор од земјата од Турција, случајно налетува на човек со исто име и презиме, на оној кој што оставил во банката 15 милиони и 500 илјади американски долари. Вели, вие сте единствениот наследник и еве како да го решиме овој проблем, вие да ми испратите одредена сума на пари, за да направиме договор и јас да ви префрлам дел од наследството. И сега што се случува? Ова е една од тие примамливи пораки која што стигаат до граѓаните, всушност која зад себе има голема измама. И што се случува доколку наседнете на ова, испраќате една сума на пари, подпишувате договор, повторно уште една сума ве примамуваат со следна порака и тоа е еден ланец во кој што вие давате пари, а не добивате ништо за возврат. На оваа тема со Божидар Спировски, директор за информативна сигурност. Добро утро. Добро утро. Верувам, господине Божидар, дека ова е една од пораките на кои што вие сте сведоци, едно од измамите на кои што вие сте сведок. Дали за време на пандемијата, ова интернет измама постоела од секогаш, сме слушале вакви ситуации, но дали пандемијата беше таа која што ги интензивираше во голем број да постојано слушаме за вакви измами и од другата страна, за жал, за граѓани кои што наседнуваат на овие измами? Најпрво да се заблагодарам што за поканата, утрово да учествувам во овој разговор. Секако дека пандемијата многу влијаеше на порастот на успешноста, да речем, на овие измами. Но пред да влеземе во пандемијата, да си дадеме малку контекст зошто ни се случува сето ова. Интернетот како глобална мрежа, рековте, овие се случуваат, овие вид на измами, напади се случуваат цело време. Интернетот како глобална мрежа не поврза, не зближи, го зближи целиот свет, ги намали дистанците. Денеска можеме да си обезбедиме услуги било каде би за било што многу брзо. Луѓето се многу свесни за тоа. Но од друга страна тоа прилагодување кон овој нов свет на поврзаност, кој што модерно го нарекуваат дигитална трансформација денес, многу успешно го употребија криминалците. Затоа што истата таа блискост која нас ни овозможува многу да се поврземе меѓу себе и многу лесно да најдеме услуги, на криминалците им овозможува луѓе кои што им биле физички недостапни претходно, едноставно да ги контактираат и да ги направат своји мети за некаков вид на кражба. Така да, искрен да бидам, дигиталната трансформација во криминалните организации е една од многу поуспешните од големи корпорации кои се уште се мачат со таа дигитална трансформација. Ако пандемијата таа отворена врата која што постоела од секогаш само и даде еден, да речем, овој период, еден полесен влез, пандемијата стивна. Некако имаме поголема можност, велите, не можевме да се видиме па да си ги пренесеме пораките, па да се посоветуваме дали измаме или не. Сега имаме таа можност, но пораките не стивнуваат. Пораките не стивнуваат. Значи, како што рековте, пандемијата
го направи овој тренд кој што порано си постоеше на постојан пораст на вакви криминални напади годишно од приближно 6% во предпандемискиот период. Така. Порастот во текот на пандемијата скокна на преку 22% година спроти година, споредено. Ефектот нормално беше јасен. Сите бевме затворени дома, сите бевме во некаков страф или несигурност. Единствен начин за комуникација ни беше овој уред, компјутерот пред нас. Единствен канал за советување со некого ни беше тој. Не смеевме да зборуваме со луѓе физички. И да, многу полесно се потпаѓаше под вакви влијанија. Но заврши велите пандемијата точно, но организираниот криминал свати дека тука има голем бизнис. Нема назад, нема да престанат тоа да го прават. Една добра причина зашто нема да престанат тоа да го прават е затоа што овој тип на напад е многу ефтин. Секој криминалец или троши пари за да направи некој напад, така, за да заработи одредена сума на пари. Ако е тој физички напад, треба да организира некакви ресурси, тие чинат пари. Електронскиот напад е многу поевтин. Многу е полесно да се дистрибуира на милиони луѓе. Не мора да се украде од едно место $1 милион, може да се украдат $1 од милион луѓе и да биде поевтин. И да се постигне ефектот. Да. Но колку па од друга страна е тешко да се лоцираат и да се најдат овие измамници. Ако зборуваме од аспект на кога сепа ни е законско достапно преку интернетот. Така, ама Тие се заштитуваат, а ние не може да се заштитиме. Се кријат. Значи, таа истото нивната дигитална трансформација подразбира и учење на техники како да се заштитат. Сепак, не е исто. Значи, ако по стариот метод на напад беше физички, треба некој да дојде до некого, да влезе во нечи стан и така натака, денес е дигитален. Физичкиот аспект на нападот не постои. Мора криминалецот денес да го убеди нападнатиот, својата мета да ја убеди, да му помогне во криминалот. И затоа денес овие напади, како што ја прочитавте таа порака, не се насилни. Тие се приказна. Тие се нешто што ќе не убеди нас да направиме нешто во интерес на криминалецот. Тоа е контекстот. Како понатака влегуваме во замката, да не убеди да влеземе во замката. Сега, ако тој знае како да се заштити така, и знае како да биде предпазлив, да не може да го најдеме лесно или воопшто да не може да го најдеме, како ние да се заштитиме? Кои се податоците кои што треба првично да не бидат први на удар да ги заштитиме? Веднаш тука ќе ве прашам, кога купуваме нешто преку интернетот и тоа преку пандемијата стана поактуелно од било кога, што е тоа што треба најмногу да се внимава, зашто користиме картички, плаќаме, најчесто и преку кои што земаме и плата. Точно. Пред да влеземе во оперативната трансакција, во една поединечна трансакција, ајде да ги поминеме, постојат 5 индикатори на било која измама, кои што можеме да ги погледнеме дури во оваа порака што сега ја погледнавме и во било кој друг пример. Тие 5 индикатори и тие се првите 5 индикатори за кои секој треба да е свесен. И ако едуцираме денес, потребно е да им повториме на луѓето да се свесни за тие 5 индикатори. Првиот индикатор е неочекуваност. Стасува порака која апсолутно не ја очекуваме. Нити сакаме да ја добиеме, нити сме ја побарале, нити сме биле дел од некаков разговор. Едноставно стасува од нигде никаде порака. Првиот индикатор тој секој пат се случува. Неочекуваност. И понатака има 4 индикатори од кои еден сигурно ќе има, било кој, може би да има повеќе од еден. Вториот индикатор е влијание на силни емоции. Пораката е дизајнирана да предизвика силни емоции кај нападнатиот, кај метата. Тоа се лутина, гнев, завист, љубопитност, амбиција, не едно од тие. Нешто што ќе не натера брзо да реагираме. Човек под силни емоции брзо реагира и во контекстот на овие напади очекуваат погрешно да реагира. Тоа е вториот индикатор. Третиот индикатор е авторитет. Некои од овие напади се повикуваат на нечи авторитет. Дали е тоа директор, дали е тоа јавна институција како полиција, војска, УЈП, банки, судови и така натака, за да предизвикаат некаква реакција, најчесто повторно на страст, да на несигурност. Да, со тоа што велите авторитет во смисла дека јас сум, да речеме, службеникот таа и таа банка. Точно тоа. Или јас сум директорот, се имперсонација и така натака, такво нешто. Третиот е итност.
Нешто се бара од вас да направите сега, веднаш и одма. За да добиете тоа, тоа и тоа. За да добиете тоа, тоа и тоа. Ако сега не го направите, ова ќе отиде, ќе пропадне, така светот ќе престане да се врти и така натака. Нормално, луѓе во паника, во итност, можат да донесат погрешни одлуки. Немаат време да се консултираат. И последниот индикатор е премногу добро да биде вистинито. Понуда за огромни бонуси, високи плати, не знам, наследства, како што е овдека ситуацијата или некаква варијација на наследства, најчесто се влијае или на нечија амбиција или на нечија фрустрација. Може да бидат и од сексуална природа. Луѓе со можеби неочекувано убава физичка појава да ги контактираат и да речат јас сакам да ти бидам пријател. Ајде да разговараме. Како вовед во нешто што понатака би било некаква измама. Ова се 5 индикатори кои што секој пат кога ќе добиете некаква порака, треба да ги прашате пред себе. Прво, дали ја очекувам оваа порака? Ако е одговорот не, тогаш ајде да одиме низ останатите 4. Дали кај мене предизвикува силна емоција? Да, застани, консултирај се со некого. Ако е, дали е ова нечи авторитет представен овде? Да, застани, консултирај се со некого. Дали е премногу добро да биде вистинито? Да, застани, консултирај се со некого. Дали е... Ова добро беше, дали е премногу добро да биде вистинито. Да, тоа е тоа. Затоа што која е веројатноста да биде толку вистинито? Значи, која е веројатноста 15,5 милиони долари да нема ни еден човек во светот и овој баш вас да ве најде. Да. И последното е дали е премногу итно? Да, зошто е премногу итно? Ништо не е премногу итно. Тоа се 5 индикатори на кои што мораме во било која од овие обиди пораки да ги изведеме како пред себе си тест дали се во ред или не се во ред. Сега можеме да дискутираме за поединечни трансакции, но можеби да го направиме тоа на вистински пример. Добро. Ако ни дозволите, ако ни дозволи аудиториумот. Пред околу 3 недели имаше еден напад кој што беше изведен преку имејл пораки, кој што стасува на многу луѓе во Македонија. Пораката изгледаше дека е од Македонски пошти. Не беше. Не беше, но изгледаше дека од Македонски пошти. Значи, веднаш да појасниме, Македонски пошти нема врска со ова. Нападот беше изведен од некој друг. Изгледаше пораката дека од Македонски пошти. Пораката беше, имате пратка пристигната со некаков код на пратката, потребно е да платите 10 денари во царински трошоци, буквално 10 денари. Добро. На овој линк уплатете од вашата платежна картичка и пратката ќе ви биде испорачена. Многу луѓе кликнаа на тој линк, беа однесени на некаква веб страна некаде во светот. Добро. Типично беше во Естонија, бидејќи ја анализирав таа веб страна. На таа веб страна изгледаше повторно со боите и логото на Македонски пошти, како да е направена за наши луѓе. Дури беше толку добро изведена да ако се пристигне на истата веб страна од друга држава, нема да се исцрта тоа. Значи, тестиравме. Беше направена за македонци како мета. Добро. Која луѓе внесоа нормално број на картичката, им рече системот да ви наплативме 10 денари и ќе ви биде испорачена пратката која нормално не постои. И всушност колку наплати? Не, во тој момент 10 денари, ама таа картичка веќе не е нивна. Тој број на картичка некој го украл, го зел. Сега тој број на картичка може да се употреби за купување, може да биде препродаден или да се извлечат сите пари кои што се на таа. Добро, извлекувањето не е толку лесно, но купувањето и препродавањето како злоупотреба на таа картичка апсолутно се може. Така да на луѓето им украдоа пари ефективно. И на крајот на разговорот да заокружиме дека да, вакви измами се реални и се случуваат. Од каде најмногу да се внимава кога се во прашање социјалните медиуми. Затоа што најмногу се примамува преку некои интересни понуди кои што се во моментот актуелни, активни, за да си купат нешто за себе. Тука се најголемиот дел од измамите и веднаш тука ќе ве прашам на кои пребарувачи најмногу треба да се верува. Ако може така се каже да се верува, а на другиве да не се. Значи, социјалните мрежи, прво да појасниме, социјалните мрежи се маркетинг компании. Нивниот бизнис е да дадат пристап на различни организации кои нешто рекламираат до корисниците на таа социјална мрежа. Ништо друго не е бизнисот на социјалната мрежа. Сега, на кои пораки да им се верува? Реално на социјалните мрежи секој може, како што кажав, многу е ефтино да се конструира некаков напад.
не треба баш да им се верува на ниедна од тие реклами. Но начин да се верификува дали нешто е вистина или не, Да. најдете од која организација се представува таа реклама и отидете директно на страната на таа организација. Ако е тоа на вистина голема кампања, маркетинг, продажна каква и да е, истата реклама ќе стои и на вистинската веб страна. Бидејќи секој пат постои можност оваа реклама што ја гледате во социјалните мрежи да ве води на линк, како што го дадов примерот со Македонски пошти, да ве води на линк кој што нема врска со вистинската страна, да ви наплати пари, да ви ги земе парите и да си отидат луѓето. Значи, започнете со тоа што ќе верификувате по друг канал, директно до организацијата за која се представува рекламата. Во контекст на пребарувачите ме прашавте. Да, затоа што најчести се, не знам, Хром, така да речеме, а најдов податок па дека најголеми измами се всушност преку тој пребарувач. Пребарувачот не е врзан со измамата. Така, добро. Пребарувачот е само начин да се стасува до интернет. Ако ме прашате кој е добар, пребарувачот има друг проблем, врзан со приватноста на податоците. Некои на вашите лични податоци, некои пребарувачи активно ве следат каде вие сурфате. И тоа го праќаат на нивните сопственици, производители. Во случајот на Chrome, тоа е Google. За таа информација како ваше однесување да се продаде, како што реков, како маркетинг компанија на некои други за реклами. Ама во тоа, ако зборуваме за криминал, тоа не е криминал. Тоа е на ивица на етичкото и моралното, ама не е криминал. Ако зборуваме за директна кражба и измама, Chrome од друга страна е многу моќен пребарувач, затоа што во себе содржи контроли кои што ќе спречат одредени измамнички сајтови да се отворат. Се вика Google Safe Browsing, тој механизам. Истиот го има и во Mozilla Firefox. Но, затоа да разграничиме, ако зборуваме за приватност, препорачаниот браузер, што би го кажал, е Mozilla Firefox. Ако зборуваме за спречување на измама, Chrome или Mozilla браузер, најнови верзии, ажурирајте си го софтверот. Тоа е општа препорака што би сакал да ја дадам до сите што не гледаат денес. Да го ажурираат софтверот. Да, најнова верзија на софтверот. Вака сега. Добро, не сите имаат можноста да речеме, не се сите со паметни телефони, не се сите со компјутерски уреди, посовремени и така натаму. Се уште се користат оние статични компјутери, најчесто и за работа. Кога ќе го отвориме, само мејлот кога ќе си го отвориме, комуникација на работа. И преку него може да се влезе во нашите лични податоци. Ако нешто сме, да речам, ако сме плаќале сметки, па сега има и сметката тука. Значи, кои се некои работи кои што, повторно да кажам, некои цаки, кои што ние не ги знаеме, а можеме да се заштитиме многу лесно. Зашто пак? Значи, најпрво... Пак мора да кажеме, живееме во дигитална ера, ама не сите живееме дигиталната ера. И тоа е денеска големата, што го кажав, разликата во дигиталната трансформација на едната спроти другата страна. Добро. Мораме да бидеме искрени пред себе си. Ако постои ранливост на нашите компјутерски уреди, некој ќе најде начин да ги злоупотреби. Но, најчесто за да се случи таа ранливост да биде злоупотребена, да бидат извадени податоци или било што, 99% од случаите мора да му помогнеме на напаѓачот. Мора да не убеди на нешто да кликнеме, нешто да отвориме, нешто да извршиме на нашиот компјутер. Повторно се навраќаме на тоа дека најголемата заштита е да внимаваме на кој сајт сме однесени. И уште предходно да внимаваме на контекстот на пораката. Оние 5 критериуми, почнуваме од нив, а потоа секако треба да внимаваме каде не носи таа адреса. Дали таму горе пишува Македонски пошти или пишува некаков огромен текст кој што не го ни разбираме, не знаеме каде да сме. Најчесто и така и се пристапува преку таква примамлива порака со емотивна содржина. Ви благодарам. Да, ни бевте денеска гостин, верувам дека и за оваа тема ќе зборуваме и ќе имаме простори во следен период, но убаво е што дадовме неколку совети како да внимаваме и се надеваме дека со поголема внимателност помалку вакви ситуации ќе имаме. Барем помалку луѓе ќе наседнат. Ситуациите ќе останат. Тоа е тоа. Благодарам. Во продолжение, драги наши гледачи, 5 минути до 9 часот, би сакала да го искористам ова